Ме следеа и ќе ме наместат. Нема да биде прв пат. Ме има на Сейф Сити. Ова Љупчо Палевски Палчо му го кажал на адвокатот и член на Десна Васко Стојков, кој на 30 ноември го однел во Белград. Стојков со прво обвинетиот за убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски телефонски разговарал неколку пати. Палевски го информирал Стојков и дека стигнал во Турција, кој по насоки на полицијата го прашал каде бил на 27 ноември, денот на грабнувањето на Вања. Најпрви му рекол дека не знае, но оти само бил сигурен дека бил во банка. На прашање дали движел низ Дебар Мало, Палевски му рекол дека не се сеќава, но дека можеби утрината бил во кафуле таму, а можеби бил и во Глуво каде живее мајка му, за да земе некои пари. Предходно Палевски му се жалел и дека го следи некој автомобил со регистрација од Велес. Инаку додека се возеле на кај Белград, Палевски не спомнал кај кој доктор ќе оди ни во која болница, а Стојков не го прашал, туку зборувале за партијата. Прва сведочеше Маја Спировска, прва братучетка на Зорица. Таа пред судот објаснуваше како Гоце Трајковски, кој водел паралелна истрага со Александар Ѓорчевски за пронаоѓање на девојчето, за прв пат го споменал Цитроенот со кој беше грабната. Трајковски тој што рекол дека Цитроенот е сомнителен и дека можеби е поврзан со грабнувањето. Сомнежот бил дека собственикот на Цитроенот ја грабнал Вања, бидејќи ја немало на снимките, и затоа заклучиле дека е земена со автомобил. Овој сведок го потврди она што ние го тврдиме од првиот момент, а тоа е една општа агонија кај овој човек, кај Александар говорам, секако и кај мајката, и таа агонија одела до тие граници и размислувања да му се јават на Илон Маск, и тоа го слушнавте од сведокот дека тој побарал од неа да таа стапи во контакт со Илон Маск за да се активира овој системот на сателити. За пораката на Ѓорчевски во групата на родители, во кој тој напишал вратете го детето, ќе ви дадам пари, рече била информирана од родители дека потоа не ја видела бидејќи била избришана. Многу природно било да доколку постојала некаква порака со вознемирувачка или било каква чудна содржина, да иако е избришана, да некој од родителите ја продолжи комуникацијата со Александар, затоа што Александар и натаму останал во таа Вибер група, не се исклучил после бришењето на пораката, и за мене во овој дел нема ништо спорно и никој не ја знае, фактички никој до ден денеска не потврди која е вистинската содржина на таа СМС порака. Спировска рече дека не го познава Палевски. Од медиумите дознала дека станот на Наум Наумовски Борче е купен од фирма на Палевски. Според неа немало проблеми при купопродажбата. Ѓорги Џолев, сопругот на собственичката на Реното Кангу, кој според обвинението Палевски го возел на денот на грабнувањето на Вања, пред судот кажа дека го известил прво обвинетиот, дека е повикан во полиција за возилото. Џолев и уште еден сведок, приврзаник на Десна, потврдија дека Палевски имал пиштол кој го видели во претходното седиште на Десна во Кисела вода и го видели и како го носел. За другите обвинети, Велибор Манев и Владко Кешишев, рече дека имале поданички однос кон Палевски и дека му се умилкувале и никогаш не се расправале со него. Судењето продолжува во петок, а меѓу сведоците и Трајковски.